Тоа што човек сам ќе си го направи, никој не може, рекол народниот мудрец. Оваа поговорка важи за Осогово, кој е тешко спечеленото со Кожув и со Плачковица го раскршми против Саса и Хоризонт. Но така е кога една-две случајни победи ќе ги занесат актерите до толкова мера да помислат дека се голем клуб, дека може да ги победат сите и дека втората лига не била тоа од што се плашеле. По 6 одиграни кола, Осогово е на 7-та позиција на табелата со 7 освоени бода. Зад него е Хоризонт со 3 бода освоени токму во Кочани. Победа Валандово со 2 и Каменица Саса со 1 бод исто така освоен во Кочани. Притоа во наредното коло, Осогово гоствува на победа во Валандово, каде домакините, веројатно осоколени од двата кикса на жолто-сините, ќе одат на освојување на 3 бода и ете мешаница на дното. Каде ја сгрешија управата и стручниот штаб на Осогово. Нелогично е при тројца или четворица тренери, еден да е на трибините, друг на клупата, трет во обележаниот простор, без можност за консултации во различни ситуации. Да не се знае кој го прави составот, кој подготвува тактика и кој зашто е одговорен. Како што е нелогично по иста шема да се игра против секој противник од аспект на распоредот и улогите на фудбалерите. Осогово на сите 6 дуели не надигра ниту еден противник, меѓутоа извојува 2 вредни победи. Тоа кажува се. А тоа се е дека со вака скрепена екипа бодови може да се освојуваат само со мудра тактика и максимално ангажирање на секој поединец. Некаква форма на италијански катанаџо за да се сочува сопствената мрежа, а ако во нападот се даде некој гол, тој да вреди 1 или 3 бода. Инаку на табелата ФК Беласица е прва со 18 бода пред ФК Брегалница од Штип со 14. На третата позиција е Плачковица со 12, Кожув е на четвртата со 10 бода, Тиквеш има 9, Борец од Велес има исто така 9 бода, Осогово е на 7-та позиција со 7 освоени бода, Хоризонт на 8-та со 3, Победа Валандово е 9-та со 2 бода и Каменица Саса последна со 1 бод.